Нема крај на проблемите на онкологија. Пациенти се жалат дека на клиниката во моментов ја нема потребната современа терапија за сите болни кои имаат потреба. Онколошки пациенти со разни диагнози, освен што се осудени да чекаат со часови за прегледи и хемотерапија, со неизвестност ги чекаат и потребните цитостатици. Дали и кој од лековите за најтешко болните ги нема? Од директорката на онкологија Виолета Клисарова не добивме одговор. И од кабинетот на министерот Меджити молчат. Дека има недостиг на онколошка терапија, алармираа и од ВМРО ДПМН. Од партијето обвинуваат дека здравствените власти повторно ги извисиле пациентите, ветувајќи им дека современата терапија за болни од канцер ќе биде ставена на позитивна листа. Пратеничката група на ВМРО ДПМН бара итна разрешница за скандалот на клиниката. И порачуваме на власта дека овој скандал нема да им помине онака како што тие сакаат. Нема да успеат да го забошотат како што тоа го направија со модуларната болница во Тетово, со Беса Транс, со ласкарци, со вадењето на органи во нелегална ординација и со уште многу други скандали и криминали за кои што јавноста никогаш не доби правда и никогаш не ги дозна вистинските виновници. На крајот, уште еднаш апелираме и бараме веднаш да се донесе одлуката за формирање на анкетната комисија во Собранието, бидејќи за овој грозоморен скандал мора да има правда и одговорност. Во спротивно, ќе се докаже и покаже дека сите од власта се соучесници во овој криминал на онкологија. После 10 дена од откривањето на аферата онкологија, не стивнуваат реакциите во јавноста. Сите ја бараат вистината. Но досега од институциите нема ништо конкретно. Обвинителството бара докази, а граѓаните ги чекаат имињата и презимињата на виновниците. Пациенти и нивни најблиски секојдневно сведочат за своите животни тажни приказни. Но очигледно, најтешко имена тие кои во моментов се лекуваат на онкологија. Болни, гневни и збунети. Се прашуваат дали ја примаат вистинската терапија.